Кога се појави во 2002-та, Porsche Cayenne беше дочекан со измешани реакции. Едни беа воодушевени од одличните возни карактеристики дотогаш невидени кај спортско корисните возила. Други пак тврдеа дека тоа воопшто не е во духот на марката позната по 911, а да се појаваше со купеовски скроена каросерија како што првобитно беше планирано, сигурно и тие ќе го поддржеа на неговиот пат кон пазарниот успех. Но тогаш оваа атрактивна класа возила не постоеше. BMW X6 се појави многу подоцна и никој во Porsche не се осмелуваше да експериментира. Сега ситуацијата е сосем спротивна и Cayenne Coupe зачекори на овој свет. Визуелно е далеку подинамичен од стандардната изведба во која првенствено се разликува по пониската линија на кровот. Најмногу внимание секако привлекува задниот дел на кој активниот спойлер се подигнува при брзини над 90 км на час. Коригирани се носачите на покривот и јаголот на ветробранското стакло, а е изменет и предниот дел колку да се направи разлика од обичниот Cayenne. Зафатнината на багажникот изнесува 622 литри, а купувачите без доплата ќе може да бираат меѓу класична задна клупа и две единични седишта. За да имаат повеќе место за главите, патниците на нив ќе седат малку пониско, а стаклениот панорамски покрив ќе биде стандарден. Сите верзии на Cayenne Coupe ќе бидат опремени со активно ослонување, спорт хроно пакет и спортски седишта. При лансирањето, закажано за крајот на мај, ќе биде достапен со 3 и 4 литарски V6 мотори со 340 и 550 конски сили. Со посилниот ќе забрзува до 100 км на час за 3,9 секунди, а максималната брзина ќе му изнесува 286 км на час. Цената веќе е определена и Porsche Cayenne Coupe во Германија ќе чини 84, односно 147.000 евра.